нешто, чекај да видам, еве 0102 снима. Али со мотороливе се осеќам баш ко Top Gear да возиме. Мислам толку. Ке слушам, да, спремен? Да, идеме. Еле ни го водно таму горе. Сакаме вас да ве мотивираме, вие да искочите и вие да си возите вакви тури да си правите. Дружбата е битна. Да, дефинитивно дружбата. Ова е новиот серијал во кој што ќе ги наоѓаме патиштата низ Македонија кои што мора да се извозат бидејќи имаме толку многу убави места. Здраво дечки, јас сум Кирил од RPM. Конечно си купи фасална кола. Додека Кирил чепка нешто у багажник, ја да ви покажам нешто. Му ја исполирав, му ставив керамика на колата. Еве како се чува. Еве. Чисто да знаете. Значи не е возен долго време, можеби од кога го земав, ама се договоривме заедно да ги переме. Твојот види го каков е. Муа. А мојаво ѓубре. Ама затоа сега ќе го переш ти. Јас ја завршив работата. Мора да кажам, ова се најдобро потрошените 30 евра на тему. Се го купив обеде читач, пошто долго време не е возен. Нормално возиш шаварт ке ти треба. Појавува грешки, поради тоа што му паѓа напонот на струјата и појавува еден тон грешки. Се бришат сами после некој време, ама можем и сам да си избришам преку овој читач. Така да 30 евра од тему. Толку треба. Сега не се комплирај, влагу кола и да ги переш. Кога имаш голф нема ни да имаш грешки. Се избришаа сите грешки сами бе човек. Не ти треба обеде два, ја ти кажувам. Ама ја исправ колата. Не знам колку се гледа, Лоша ама... исправ, факте, ама Него. види што е другар, види. Јас ставам твој мирисливо кај мене у кола. Прљава кола, барем да мирис убаво, ако ништо друго. Да, и тоа види, више предходно имам ставено едно, сега уште едно, со 2 RPM. Ама, ајде, да почнеме да возиме. Пепи, исправме кола, не така добро, ама ајде со миризливово, во принцип има малце поише тема на муавет за ово, ти сега за скоро започнеш со твои средства, така да ај објасни ни малце поише за средствава. Да, почна во моментов се произведуваат средства имаме за кожа, за алкантара, за бандажи чистење, за сјај, за гуми, за интериер, многу средства ќе има, сите се со наш бренд, средства кои што долго работиме, веќе долго време, тие јас ги користам кај нас во сервис, но нели не сум ги имал за продажба. Се надевам дека додека дискочи клипов, можно е веќе да бидат средствата на продажба. Да, она што ми е многу интересно што ти со години го сакаше ова, со години се трудеше да имаш твои средства, технички ти толку многу се инволвираше во, па да кажеме во химикалиите какви да бидат, за да биде подобра, поквалитетна мешавината и ние како корисници сето тоа да го имаме како многу добар продукт. Многу ми е кеф што јас ајде малку повеќе знам за сите овие средства до сега што ги наброј и ми е многу кеф што за многу скоро време ќе може да ги тестираме, ќе може да снимаме, ќе може да ги видиме, така да Да, значи сепак средствата се правени да функционираат како што јас мислам дека е најдобро, нели? За да може не се направени за сервиси, за професионалци, него повеќе се направени за да може буквално секој да ги користи. Секој што е меракле на кола, што сака да си ја сочува колата, да му изгледа секогаш убаво и буквално ќе може секој многу лесно
да ги користи. Направени се бидат многу лесни за употреба. Инаку што е целта со овој нов серијал? Целта ми е да прикажеме патишта во Македонија за нас ентузијастите, локации за возење и не само за ентузијастите, за сите ние кои што се сакаме државата, бидејќи јас тргам по мене, ова е нешто што јас долго време го сакам, си го планирам. Каналот ми е започнат со таа идеја да се возам, да се истражувам Македонија, бидејќи се сакам мојата држава, бидејќи повремено знам да си седнам и да си правам тури со брат ми, со другари како Пепи и да се возиме. И затоа сега сакам од оваа година во овие серијали да ги најдеме патиштата кои што мора да ги извозите и вие во Македонија. И сега првично одиме на Водно. Водно е, мислам, Скопје како град и Македонија како држава. И ние македонци имаме многу голема среќа што во самиот град имаме планина, имаме буквално за 10 минути од кај да трнеш од Скопје по централните подрачја имаш планина кај што можеш да отидеш да се извозиш. Нормално, треба да ги внимаваме сите правила, но да отидеш да се извозиш, да пробаш колата како што сакаш, ентузијастички. Од друга страна, оние кои што сакаат природа може да уживаат во една преубава природа, да почувствуваат убав чист воздух. Дополнително на тоа, Водно е многу битен за чистиот воздух во Скопје. Да, точно, многу е загадено Скопје, но верувајте дека Водно многу помага да не биде многу повеќе од тоа што е во моментов. Со Пепи возиме од центар и сакам да прикажеме како доаѓаме до Водно, бидејќи за оние кои што не знаат, иако голем дел од вас верувам дека знаат, сигурно сте биле многу пати на Водно, но возиме преку главната рута од кај државна болница технички, преку Коча Рацин школата ќе се искачиме до Водно. Ќе застанеме таму на неколку места кои што сакам да ви ги издвојам. Полека почнам се стемнува бидејќи во перална не задржавам многу пријатели кои што може да си споделиме ваков ентузијастички муабет. Така да Водно е првата локација. Оставам на вас во коментар да пишете кои други локации вие мислите дека треба да се извозат. Јас имам веќе неколку други идеи, веќе планираме со Пепи што друго да извозиме, така да пишете во коментар. И да, сакам во коментар да ми пишете некоја интересна случка што имате вие на Водно. А сега да го прашам Пепи да го прашам што ќе ми издвои за Водно, зошто толку тебе Водно те преврзува, колку често технички имаш одено на Водно како ентузијаст, но и општо дали го користиш Водно за рекреација било каква? Искрено, не можевме поубава локација да избереме за почеток, барем според мене. Зашто јас сум израснат тука, реално. Последно време дури ми е криво што многу ретко додам на Водно. Порано можда на секој 2 дена идев, кој што знаеш, со Веспа возев, немав, од дете уште не положено за коло уште немав. Секој ден, секој еднаш 2 дена одев, чисто да се извозам. Буквално да се повозам, се враќам. Буквално мислам дека сите ние сме израснати на Водно. Јас па како мал често и со моите одевме, се шетавме на Водно. Ама она што од аспект на автомобили ме поврзува со Водно е тоа што нема година да не сум отишол на трка на Водно. Мислам дека на сите можни трки имам отидено. Технички и RPM и така и може ми е започнат со снимање на трките. Искрено многу ми фалат. И нешто што ми е многу жал што Водно како патека беше како дел од FIA. Официјална патека за возење на ридско-брзински трки. И тука се родени многу легенди, македонски легенди, меѓу кои Иџе што во моментов е најуспешен. И тој има започнато тука. Неговата љубов, колку што знам, има започнато на Водно, така да Водно е еден многу битен момент за нас ентузијастите, за нас сега што возиме, јас и ти, но и за сите што ја сакаме и природата, така да мене Водно има посебно место во моето срце. Една интересна работа.
Само еднаш сум бил на трки на водно. Само еднаш, човече, јас мислам дека водно по тие кози патчиња едно 100 пати во тек на една трка си имам качано и спуштано за фатам различни кадри. Тоа мислам дека нозеве ми знаат колку пати сум се качувал и спуштал. Јас само на една трка сум бил. Значи треба да дадеме апел да ги вратат трките и конечно да може да отидеме заедно да гледаме. Треба, очигледно треба. Водно е легендарно место. Не знам за тебе, ама јас до сега видов 4 Абарти, ниту едно GTI, така да сите коментари дека Абарт не е добар, дека не е интересен, некако се поништуваат. Ексклузивност. Нема многу GTI. Нема толку забава во GTI колку што има во Абарт. Претходниот пат некако беше интересно, да, Софичето кога го возев, али не знам. Добро, заклучокот е дека и двата модели се легендарни, реално. Двата се забавни, ама за мене Абарт има посебно место, како што има водно. Многу си го сакам Голфов, не дека има некое посебно место, знаеш дека јас сум љубител на Алфа, али тоа е посебно нешто, ова бар за мен. Инаку веќе почнуваме се искачуваме по водно. Водно е многу техничка стаза, не е брза, иако сериозни брзини се достигнуваат на трките. Ние не смееме да возиме така брзо. Убаво е да протегнеме малку ноза на одредени моменти, но мора да се внимава бидејќи има доста пешаци, велосипедисти, многу луѓе кои што сакаат планината и си се шетаат, така да еден апел до сите дека треба да внимаваат кога возат тука, но имате толку многу кривини кои што можете да ги правите, да уживате во било кој автомобил, да мора да е само Абарт и GTI, нели Пепи? Со Веспо 50 вика и 2 коња го уживав во. Реално. И само 2 коња ти се доволни. Моментално 2 коња има и тука, еден у GTI во еден у Абартот. Иначе патов во одредени моменти е одличен, ама во одредени моменти тука пример пред првиот видиковец ужасен. Мора да се репарира и сега тука негде ќе застанеме со Пепи, бидејќи сакам да ви покажам дека прво да, каква природа имаме човече. Второ, има некои измени кои што ќе се случат многу наскоро на водно и тоа треба да се знае, затоа сега ќе застанеме. Ова е првата точка од неколкуте кои што си ги кажавме каде да застанеме на водно. Ова е клучката после првиот видиковец. Но тука во моментов сме застанати пред клучката за Сончев град и асфалтира на одредени делови во пред скоро време, бидејќи многу наскоро она што гледам како инфо ќе го пуштат и овој пат ќе се користи до кај мене до дома до Сопиште ќе се вози, но ќе биде добар уште една делница добра за возење. Како прва точка на водно до сега за возење. Секогаш. Супер. И да, и да сите за брзо да возиш, све тоа сваќам. Не, Така потреба. немаш потреба. Уживаш на така погледот. Ето, Си уживаш буквално. нашето преубаво Скопје. Малце загадено, ама преубаво. Ова е она за кое што си исплаќа да дојдеш да се извозиш, ево и ще плюс други ентузијасти. Ова е тоа што го збориме. Дека сите сакаме технички да се извозиме стазата, стаза, делов, да уживаш во ваква преубава природа, да можеш да си седнеш дали на видиковец, дали тука да си гледаш поглед На потопло време. на потопло време, да. Одиме нагоре? Одиме Ајде. нагоре, смрзнав. Смрзнав. Овдека има една, не е толку интересна, али на оваа кривина сега кај што вртиш десно, тука прв пат излетав од пат. Буквално, кога што си излизгав, директно во овие левови. Значи ти тенција памтиш оваа кривина. Моја е. Ти збореше ладно е надвор, а јас си се возам со отворен прозор за да си слушам бубук цело време и кај мене радио, како што кажав во претходната епизода, не се пушта. Ја уважавам кога ќе дојдам на вакви места, кај што можам чујам има, и тебе да те слушам, ама
ќе го слушам и Бобо, така да сега Ајде да оставиме 2 секунди малце да се извозиме, може? Може. Пази, многу се лизга. Не мислев стварно да леташ. Да, мора да се внимава, иако сме со зимски гуми, многу се лизга. Овој дел може да е смрзнат, оваа кривина на десно и па на десно и усред лето на 50 степени, овдека секогаш е свежичко. Да, тука има осојни места и треба да се внимава, така да е уште еден совет. Инаку Лажи Вере е позната кривина по трки, бидејќи Лажи Вере од причина што никој пат не го знаеш крајот до каде е. И тука секој пат, често се случува бели. Да, поче изгледа као кратка е дугачка доста. Тоа ми се свија на водно, што има толку многу кривини технички, пак ќе кажам, што толку многу влегуваш во ритм со возилото, да уживаш при секоја можна кривина, бидејќи секоја кривина е различна, тотално различна една од друга. Пепе, бидејќи стигнавме на средно водно технички, сега ќе застанеме, го рипнавме вториот видиковец, бидејќи малце се изнавозевме ја и ти. Ама од друга страна па сметам дека и го добивме погледот кај што застанавме после првиот видиковец. Така да да застанеме тука и да видиме што ќе правиме понатаму. Твоето фичо е толку мало, со голфов ќе освртам у полукруг у многу пократок простор, сега тоа го применам. Кај Абортов интересно тоа што е мал, ама многу лош круг на вртење има. Многу лош. Тоа не е интересно баш. Интересна како информација. Океј, одлучивме да не одиме нагоре, бидејќи жичарата не работи, но она што е убаво за водно и што е препознатливо и за Скопје и за цела Македонија, и она што треба да се очуваме е и самиот милениумски крст кој што е изграден негде 2000-та година. И е 66 метри висок, што го прави еден од највисоките во светот, но исто така едно обележје за нашата држава која што е препознатлива за сите туристи, за сите верници христијани, па и да не се верници, сите сакаат да отидат да го посетат, бидејќи од горе го добиваш целиот поглед. Тука е жичарата која што можеш и велосипед да си закачиш на жичара и да си искачиш ако сакаш да возиш од горе надоле. Едноставно убав момент кој што стварно треба да си дојдеме да си уживаме во ова што го имаме искрено. Затоа зборувам и на нив дека јас И го прогласил водно за национален парк, со тоа што од средно водно на нагоре би забранил, како што и сега забрането возење со возила, односно би одобрил одредени типови на превозници, на такси превозници кои што би возеле нагоре, претежно би биле електрични возила тоа, и на таков начин би ја сочувал природата, би сочувал оно што е битно нагоре, што го имаме и што треба да се има, како животните, како целата природа, да не се наруши тој екосистем. Но кажи ми ти што мислиш, дали би било добра идеја да се направи водно како национален парк? И колку само уживаш кога возиш вака во овие вечерни времиња на водно и го гледаш Скопје доле целосно осветлено? Дефинитивно треба да се зачува. Треба да ги опишам кој уживање ова. Барем за мен. Инаку ова е пат кој што многу често го користам за снимање на голем дел од епизодите на RPM. Тука треба малку повеќе да внимаваме, бидејќи очигледно тука има малку повеќе и снег и тука е малку и поосоено место, но е уште еден дел од водно кој што фасцинира со неговата природа, со патиштата кои што ги има, но исто така и носи до еден друг дел од градот кој што се надам дека ќе го видиме за кратко. Искрено, на водно
ти кажав, премногу често сум идел, ма на Пантеле навака овој пат многу ретко. Мене овој дел ми е можеби еден од најзабавните, бидејќи тука си буквално внатре некако во шумата, убав пат, релативно многу убав пат, нема дупки, нема оштетување, за разлика на водно на одредени места има оштетување и треба да се внимава, но тука ми е толку многу убаво, толку многу уникатно да се чувствуваш како да не си во Македонија некако, многу ми е уникатно местото. Океј, на водно очигледно има и за различни активности љубовни места, тоа треба да се знае. Ги избркавме само што појдовме за палија колата ги си одат. Луѓе, јас знам дека водно го знаете многу добро, дека сте го извозеле 100 пати, дека вака како мене и Пепи сега уживате и во различни услови сте го виделе. Треба да си наоѓаме вакви тури, да си ги почитуваме. Само што пробав да закочам, нема шанси. Да, дефинитивно условите не ни се погодени, но сакаме ви кажеме дека без разлика во кој период од годината треба да излезете да возите, без разлика на какво возило да имате, уживајте. Имаме преубави патишта, ова е само еден почеток и допрва сега ќе ги наоѓаме. Реално само до водно отидовме, а се претварува авантура. Треба многу почесто вака да идеме на различни места. Многу, дефинитивно многу почесто. Бидејќи на крајот на денот џабе ти е добра кола, ако не уживаш во неа, не уживаш во убави патишта, ние во Македонија имаме страшно убави патишта. Дефинитивно, и водно ми е многу мило што е прв наш избор за да го прикажеме како една тура, кратка тура која што може да искористат. Леле, какво е убаво, значи, окей, можеби не е идеално времево за возење, ама погледов кон Скопје, нема, ова не сме свесни колку сме ние среќни на водно што го имаме, стварно не сме свесни. Иначе тука кај Пантелеймон има македонско село. Тоа е голем ресторан со куќи од различни локалитети на Македонија, тука се нуди различна храна, пиење нормално, Знателно за тој регион на Македонија и многу убаво што можеш да дојдеш да искусиш на едно место различни видови на исхрана од цела Македонија и тоа е супер за туристите, но убаво и за нас, бидејќи за, пак ќе кажам, 10 до 15 минути дојдеш до една преубава природа и дојдеш до момент кај што можеш да искусиш различни работи од цела Македонија. А од тука од македонско село па на надоле кој ќе се спуштиме се вклучуваме во делот кај Реплета. Нормално препорачуваме со Пепи дека после секој возење застани, живее во природата, почитува, не фрлај ѓубре, собери си го ѓубрето. Стигнавме до Пантелеймон. Иначе од тука каква кратка офроуд тура има да знаеш, ама тоа некој пат можеби треба да пробаме со офроуд джипови, пошто со Бубо и со GTI-то тешко. Јас не сум бил на офроуд немам джип, али со никој не сум бил офроуд. Дали да го кажеме ова како нов челендж за нова тура со офроуд возила да најдеме да се извозиме? Да, ако ме земат мене со некој по. Иначе луѓе кои не ја гледал епизодата претходната со споредбата на GTI и на Abarth, може тоа го направи сега, бидејќи таму со Пепи ги споредуваме двата модели. Тој има Golf 6 GTI, јас нели Fiat Abarth, Бубу. Да, добивме одредени критики дека не може да се споредуваат тие два модели, дека не се во истата категорија, делумно да, точно, но ние сме другари кои што се дружиме толку долго време, си ги сакаме колите, почитуваме се што е интересно и забавно, си ги остваруваме детските сонови и ги споредивме од причина што генерално се приближно иста година, иста цена и да одговараат за секој ентузијаст, така да од таа причина ги споредувавме, не дека нешто сакаме да докажеме кој модел е подобар. Верувам дека во овој момент Кирил ви кажува за Abarth него дека има 160 коња, дека е многу брз, што и е, ама не се споредува. Голфов е тюниран, Stage 1, Ремус издув има од брана, моментално има 300 коњски сили. Што е дупол поише од Кирил. Не знам, мене
Абарт ми е можеби исполнување на детскиот сон од причина што од секој пат го сакав. Да, го имам старото фикјуле дома, го сакам и него, и некако секој пат си го прави филмот дека ги имам двата модели. Мислам, Абарт го обожавам ради звукот кој што го има, ради тоа што има толку богата историја Абарт како Абарт. Ќе признам дека за вакви тептен тесни патчиња, спори кривини, верувам дека него можда малку поинтересно во Абартот. GTA-то на Пепи е толку многу забавно, толку богата историја има во тој продукт. Мислам дека до Golf 7 е вистинското GTA, после веќе со осмицата, не знам, можеби го немам искусено како што треба. Секоја кривина, секое менување на брзина, звукот, целиот експириенс е за мене нешто друго, нешто сосема различно од било која друга. На крајот на денот не е битно кој што вози, не е битно колку конски сили имаш, битно е да дојдеш на вакви тури и да уживаш. Тоа е најбитното. Не стемни, видовме други ентузијасти по пат, не задржа, си направивме муабет, си споделивме искуства. Бубу и GTA-то, значи преубави другари за вакви дружби. Си додавме во Скопје, мала не дека бевме нешто многу далеку, ни го водно таму горе. Сега тука со Пепи си го гледаме цело во Скопје, како што си го гледавме од горе. Си споделуваме колку беше убаво, ама кратко, и дека треба многу наскоро да подолги тури. Со тоа што сакаме вас да ве мотивираме, вие да искочите и вие да си возите вакви тури, да си правите. Не е битно каква кола имаш, апсолутно не е битно. Дружбата е битна. Да, дефинитивно дружбата. И да, ова е новиот серијал во кој што ќе ги наоѓаме патиштата низ Македонија, кои што мора да се извозат, бидејќи имаме толку многу убави места и треба да си го цениме оно што го имаме и да, треба да се ја чуваме природата. Така да, искочете, возете, поздрав од мене и Пепи, се гледаме наредна недела со ново видео и многу наскоро со нов продолжеток од ваква тура. А вие пишете во коментар идеи за возење на тури кои што треба да ги провозиме. Понатака ќе видите и вие, викнете со нас. Да, и вие ќе видите заедно. заедно. Чао!